Македонија веќе станува познат центар за дезинформацијски кампањи уште од познатата афера со Велес. Мислам дека партиските штабови и прокси каналите ќе се активираат пред локалните избори, како и пред секоја политичка кампања, и дека најмногу ќе се фокусираат на негативна кампања кон своите опоненти, бидејќи тоа е и целта на дезинформацијските кампањи. Целта на секоја дезинформацијска кампања е да направи мимикрија дека се работи за реална, вистинска вест. Нашата публика, за жал, не е доволно едуцирана да провери повеќе извори, да ги провери веродостојноста на информациите и така натаму и така натаму. Така што тие двете заедно може би прават некаков просек на ниска отпорност на дезинформацијски кампањи вкупно во општеството. Најголем процент, безмалку 3/4 од дезинформацијските кампањи се сведуваат на негативна кампања и најчесто ад хоминем, кон личности. Измислување афери, измислување лажни податоци, фейк слики поврзани надвор од контекст, лажни негативни наративи, така што јас мислам дека околу тоа ќе се фокусира и овој обид за дезинформацијска кампања. Се појавија некои информации дека постои некаков продор на руска пропагандна машинерија во Македонија, најмногу преку српските портали и нивните прокси профили на социјални медиуми. Меѓутоа, таа не фаќа замав, не фаќа корен. Така што, да, има некакви обиди за дестабилизација во таа смисла, меѓутоа не гледам некаков сериозен ефект. Сепак Македонија, генерално како територија, не е наклонета многу кон Русија, туку сепак најголемиот продор ги имаат западните наративи.